Кумановци денеска на градскиот плоштад имаа можност да го проверат нивото на шеќерот во крвта во рамки на акцијата по повод Светскиот ден на здравието 7 април, која што ја организираа Сдруженијето на дијабетичари Куманово, здравствената струка од Средното техничко училиште Наце Буѓони, Сдруженијето на пензионери и Црвениот крст. Од Сдруженијето на дијабетичари посочуваа дека ваквите превентивни акции се значајни за рано откривање на болеста. Нагласуваат дека во наредниот период планираат акции во предпријатијата, руралните средини и местните заедници. Паралелно продолжуваат и со едукативни предавања. Шеќерната болест, односно дијабетисот, е една од болестите кои што масовно се шират и затоа презедовме мерки да ги анимираме луѓето да дознаат, еве и преку пригодни флаери кои ги изработиме со техничкото училиште, за да може да се информира за причините, но и за последиците од шеќерната болест. И затоа е оваа акција која што денеска организираме ќе продолжи натаму за да имаме увид како е состојбата меѓу населението со шеќерната болест. Како и секоја година, така и оваа година учениците од здравствена струка, медицинска сестра од Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони го одбележува Денот на здравието 7 април со една акција во соработка со Црвен крст и Центар за дијабет. Така што сметам дека и покрај ваквото време многу граѓани ќе излезат и нашите ученици ќе може да им измерат шеќер во крвта и крвен притисок, ги запишуваат подетоците, делат флари, воедно тоа е нели нашата цел денеска да го обележиме денот како што треба. Учениците од здравствена струка постојано нели пред самата корона има вакви активности, исто вакви активности ќе имаме по повод денот на сестринството на 12 мај. Јас сум волонтер во Општинска организација на Црвен крст Куманово и денеска се вклучив по повод на 7 април, ден на здравието, за во кампањата да мериме на градскиот плоштад Куманово, да мериме шеќер во крвта и крвен притисок на луѓето, на постарите лица. Од Сдруженијето на дијабетичари Куманово информираат дека во моментов има доволни количини инсулин, но нагласуваат дека недостигаат ленти за мерење на нивото на шеќерот. Преку Сојузот интервенирале во Министерството за надминување на овој проблем.